Девојката која успешно плови во модните води и е модна дизајнерка. Низ годините се покажа и докажа дека токму луѓето сакаат да видат постојано и да носат нови парчиња од колекциите на Маја Кекириткова, со која што ќе разговараме ова утро. Маја, пред се ќе ти посакам добро утро. Веќе низ годините се покажа, стави еден личен печат на она што ти го правиш како модна креаторка, како модна дизајнерка. И да се вратиме можеби низ годините како започна твојата модна приказна. Добро утро, ти благодарам на поканата, на вистина ми е чест и задоволство што сум ова утро твоја гостинка. Како започна? Започна многу од мала, уште додека бев дете, каде што сите фустани на мајка ми беа прекроени, сите фустани беа премоделирани, така да кажам. Постојано бев со ножици во рака, сите барбики кои што ги имав, во тоа време игравме ние со барбики, добива некои нови облеки, затоа што не беа интересни така како што ќе ви бидат купени. Така да уште од тогаш знаев дека нешто ќе се занимавам со мода, со уметност. Така, како се реши, можеби како настана брендот Елеазар? Јас кога се вратив, бидејќи студирав во Белград, кога се вратив од студии, ја започнав мојата модна приказна и работев како индивидуален моден дизајнер сам под име Маја Кекириткова. Имав секоја сезона колекции. Потоа некако како да стагнирав неколку години. Не знам зошто искрено, но во тој момент мислев дека така е потребно, затоа што модата во Македонија во еден момент како да не можам да кажам дека застана, почна да паѓа надолу. Дали можеби тоа беа медиумите во прашање или недоволната организација во однос на се што беше обкружување околу нас. И некако како така стагнирав неколку години, потоа сопругот беше иницијатор повторно да се вратам на модната сцена. Се роди нашиот син Лазар и тогаш добив онака желба и инспирација да направам нешто ново, нешто различно, да го ребрендирам брендот и да творам под името Елеазар. Еве сега од оваа перспектива како се промени можеби модата низ годините, од кога еве и ти го ребрендираш нели Елеазар, од Маја Кекириткова стана Елеазар, но повторно нели е твојот печат. Како се менуваше модата? Јас лично се менував, но некако го задржав пак тој личен печат, тој личен стил, но нормално како растеме, како создреваме, така и расте и нашата креатива и созрева, конкретно еве зборувам за мене. Навистина некако како да направив некој пресврат во моето творештво. Почнав да творам, да обрнувам внимание повеќе на материјалите. Многу ми е битен составот на материјалите. Секогаш избирам природни материјали, затоа што повеќето од луѓето не се информирани дека во составот на самата ткаенина има пластика и таа пластика директно доаѓа во допир со нашата кожа и затоа апелирам секогаш да читаме состав, затоа што е многу битен и за нас како луѓе и за околината. Потоа во рециклирање знаеме дека таа пластика не се распаѓа и ја загадуваме и самата животна средина. Да, треба повеќе нели да се обрне внимание, да се чита составот на што го носиме, или особено кога станува збор за облеката нели и за децата. Спомена дека студираше нели во Белград. Можеш ли да направиш некоја компарација еве со модата таму и модата во Македонија? Јас кога студирав тоа беше многу одамна, но тогаш таму и овде, значи и овде луѓето се обрнуваат внимание, значи на облека и на мода, пратат трендови, не е дека не пратат. Сепак Белград е метропола. Знаеме дека била главен град на Југославија, се е сконцентрирано таму. Така да
и самите луѓе се поинакви, поинако се однесуваат, имаат поинаков животен стил, но можам со задоволство да кажам дека луѓето во Македонија обрнуваат внимание на мода. Преплавени сме со таа брза мода или fast fashion, но тоа е што е, значи секој треба да си изгради свој личен стил, каде што тој стил ќе го води низ животот. Не треба слепо да пратиме трендови, барем јас. Еве слепо не пратам трендови, нормално знам да купам некое трендовско парче облека, но повеќето парчиња во мојот гардеробер се една капсуларна колекција или бейзик парчиња облека кои што се квалитетни, кои што може да се носат и по 10 години. Тоа е всушност едно црно одело, црн фустан, бела кошула, убави патики, убава кожна чанта која што нели не е некоја трендовски модерна, така да ролка еве зимно време, тренч мантил, капут, значи тоа се кожни чизми, тоа се некои основни бейзик парчиња кои што секоја жена, еве конкретно зборуваме за женската мода, треба да ги има во својот гардеробер, да бидат од високо квалитетни материјали, бидејќи тие парчиња не излегуваат од мода и се постојано модерни, може да се носат и по 10 години. Да, тука сега да прашам дали никогаш да креирате нешто само за себе, нешто што не излегува нели во колекцијата и што не може нели друг да го носи, едноставно си го правите само за своја душа. Секогаш, значи јас многу ретко купувам облека, скоро воопшто да не купувам облека. Јас сум зависник од чанти, купувам чанти и патики. Тоа ми е зависност, еве така да кажам. Но облека купувам фармерки, некој така бейзик парчиња. 90% од облеката која што ја носам е мој личен дизајн, така да си дизајнирам само за себе, без разлика дали е тоа за некоја пригода или е за секој ден. Да, убаво нели кога си го имаш тој занет, тоа искуство, тоа знаење да бидеш секогаш нели па и уникатен, но и да знаеш нели што носиш на себе. Последната колекција, она што јас го имам како впечаток е од коментарите дека навистина луѓето беа презадоволни, сите оние кои што имаа некое парче земено од вашата колекција. Што ве инспирираше, односно, па и за сите колекции, како настануваат, од каде ја гајде инспирацијата, како настануваат? Јас пред се моите колекции сакам да бидат практични, да бидат носливи. Жената која што ќе носи, која што ќе носи едно парче облека од моја колекција, да се чувствува удобно, а пред се да не биде униформирано сето тоа, да не може да го има во било која продавница за брза мода, да може да се купи. Како што напоменав и претходно, многу ми е битен составот на материјалот, да биде природен и со тоа задржувам некој стандард и некој квалитет. И знам дека еве се испоставило и од купувачите кои што купувале, се враќаат повторно, купуваат, така да тоа пред се ме радува. Инспирација црпам од секаде, значи буквално може еве оваа средба моментално да ме инспирира и да направам нешто. Многу често знам и навечер да станам ако имам некоја инспирација па да ја префрлам на лист хартија. Така да сите идеи кога ќе ми дојдат во текот на денот или ноќта, небитно, ги префрлам на лист хартија и потоа ги спојувам како во еден концепт и една колекција. Да ти го сакав да какви се и коментарите од купувачите, од клиентите, какво е она што тие ви го даваат како фидбек на вас? Мене ми е доволно тоа што јас имам моментално, значи за овие 5 месеци, за овие две колекции, едната пролетна и едната летна, преку 650 клиенти, значи тоа зборува, самата бројка зборува, има клиенти кои што се вратиле повторно да купат, така да самата бројка зборува, не морам јас да зборувам за ништо. Да, навистина е една, ќе кажам, фасцинантна бројка, затоа што кај нас повеќе нели се оди на таа брза мода и купување така нели
и на брзина, нели без многу размислување, но браво секако е нели ова за поздрав и честитки за сите твои досегашни успеси. Оно што почнавте од минатата година да го правите, дел сте од организацијата на моден викенд или модни денови во Штип, каде што Штип е едно место нели каде што навистина се твори мода, но досега немаше една ваква модна ревија или модни денови, па може ли да кажете што планирате наскоро во Штип? На големо задоволство, бидејќи јас сум штипјанка, добив покана од општината во Штип да бидам дел од организаторите на Штип Fashion Days. Јас без двоумење прифатив, бидејќи пред се давам нешто за мојот роден град. И друго ми беше чест и задоволство што токму мене од сите кои што и штипјани надвор од Штип, македонци, дизајнери ги поканија да бидат дел од тој настан. Направивме една успешна приказна каде што навистина се покажа на многу добро ниво, така можам да кажам, несебично, можам да кажам, на многу професионално ниво беше организирано. Втората сезона требаше да се случи на пролет, но поради трагедијата во Кочани ние го одложивме настанот и следната сезона исто се планира есенска сезона во октомври, каде што ќе продолжи традицијата на Штип Fashion Days. Да, Маја, дали никогаш можеби имаш сугестии од клиентите, не знам, од пријателките, од познаниците, што да направиш, како да изгледа некое модно парче или пак за нив лично, доколку креираш нешто, создаваш да ти дадат они нивни сугестии? Многу често се консултирам со луѓето, значи тоа е многу нормално да се консултираш и да гледаш луѓето што сакаат, така се продаваат парчињата облека, но сето тоа го правам суптилно во разговор, чисто како некоја идеја или ако има некој недостаток на некоја парче, па следното парче да се коригира да биде нели нормално подобрено, типа панталоните биле кратки, па сега треба да се пуштат плюс 5 сантима да бидат подолги, такви некои сугестии. Порано работев и за клиенти, навистина е тешко да се работи со клиент, бидејќи секој клиент доаѓа со нацрт скица, 90% од клиентите, од интернет, каде што ти носат фустани типа од Ели Сапко што кошта 10.000 евра и ти вика направи ми го овој фустан, но немам јас пари. Значи, тоа не може, прво основно тие материјали се скапи, второ тие се хајт кутур колекции, каде што секоја парче е рачно изработено. Има и такви кои што нормално велат, оставам на тебе, што мислиш, како мислиш, со некои мали сугестии во однос на боја, должина, форма и така натаму. Но баш поради тие причини, бидејќи навистина е реално, навистина е тешко да се работи со луѓе, да се работи со колекции, јас се фокусирав на сериско производство, каде што секој ќе може да си купи и успешно се снајде во оваа приказна и ќе си продолжиме понатаму. Ние ти посакуваме многу успеси, лично јас и секако ние како тим и секако тука е твојата нели веб страница за сите оние кои што сакаат да разгледаат, да видат, можат нели да се консултираат и со тебе. Ти благодарам Маја на одвоеното време и ти им посакувам уште многу успешни колекции во иднина. Ти благодарам и на тебе за поканата и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика.